Некој човек, христијанин, се седел во паркот на клупа и си читал Библија. И дошол некој друг човек, седнал до него, почнал муабет и по начинот на говорење се гледал дека не е христијанин. Употребал одвреме по некоја пцовка и така додека разговарале, го прашал што чита. И верниот човек рекол, читам Библија. А, Библија? А која книга од Библијата ја читаш? И веќе тука христијанинот се запрашал, овој знае дека има книги во Библијата, од кај ли знае? И му рекол, го читам Матеј. Матеј, не чини Матеј. Јас ке ти кажам што да читаш. Читай Откровение, многу јака книга. И така продолжил разговорот и тука човекот му обяснил што значи всушност книгата Откровение. Која ми е поентата? Луѓето, дури не христијаните, ние исто така како христијани, сме привлечени од оние текстови во Библијата кои ја задоволуваат нашата љубопитност. Што ќе се случи на крајот? Обично книгите, деловите од Библијата кои се пренесуваат во филмовите се најмногу од Откровение, најмногу оние теми кои се врзани со последните нешта. Има филмови направени познати во кои е представена она епска битка меѓу Бог и сатаната. Дури некаде 2002-2003 година и Арнолд Шварценегер беше ангажиран во последниот суд, или како се викаше, и се бореше со сатаната, со антихристот. Тоа се оние теми кои луѓето сакаат да ги разберат, кои го привлекуваат нивното внимание, меѓутоа останува нешто многу важно, се пропушта нешто многу важно. Книгата Откровение и останатите пророчки текстови во Библијата имаат една главна цел, а тоа е да го поканат човекот на покаяние. Зошто Господниот ден, Христовото доаѓање, последните нешта, се Божјото конечно справување со неправдата, Божјото конечно справување со злото, наградата на праведните и казната на неправедните. И тоа е и основата на книгата Откровение, тоа е и целта на овој текст што ќе го изучуваме од второто послание на апостол Петар. Се говори за Господниот ден, за доаѓањето, за скорешното Христово доаѓање, се говори за крајот, како се ќе заврши во оган, но основната цел на апостол Петар е да не поттикне, тоест сознанието за скорешното Христово доаѓање да не поттикне кон свет и праведен живот, кон она подготовка за која Гаго збореше на почетокот. И веќе го прочитавме текстот, нема пак да го читаме. Ако можевте да забележите, ако внимателно го пратевте текстот, апостол Петар нафрла некои нешта за крајот на Христовото доаѓање и тој ги снесува во некој ред кој не е подреден, или тој не ни дава хронолошка табла на последните настани какви што ние честопати правиме. Тој говори за Господниот ден, Христовото доаѓање, уништувањето на ова создание и воведувањето на новото создание од Бог. Има табли во кои што, например, е представен ред. Прво, Христос ќе ја грабне црквата, потоа ќе почнат големите неволи, ќе дојде антихристот, потоа Христос ќе дојде со светиите, ќе се судри со антихристот во Армагедон, па потоа ќе бидат фрлени двајцата цверови во огненото езеро, па после ќе има илјадогодишно царство, па после сатаната ќе биде повторно ослободен, па ќе има нов судир, после кој конечно сатаната ќе биде фрлен во огненото езеро и така натаму. Апостол Петар не ни дава таква таблица, зашто и не знаеме колку е точна. Таа таблица е наша креација, човечка. Зимаме од тука, од таму и создаваме хронологија. Зошто Библијата не ни дава такви хронологии? Зошто, како што кажам, апостол Петар има друга цел преку овој текст.
предупредувањето на апостол Петар е дека ова создание во кое живееме се приближува кон крај. Ова создание е погодено од гревот на човекот, стенкат под проклетството на гревот. Ова создание е пред уништување, но Бог подготвува ново создание за историјската сцена. И наш е изборот. Дали ќе живееме, дали нашиот живот, време, усилби, ресурси ќе ги вложиме за ова што пропаѓа, или пак ќе живееме за наследството кој не очекува во новото создание, во Божјото царство во целата вечност. Овој текст е да не поттикне на размислување, тоест овој текст е да не мотивира како ќе го чекаме Христос. Има книга Чекајќи го Годо. И луѓето таму чекаа некој кој никогаш не дошол и никогаш нема да дојде. Ние чекаме некој кој дошол, заминал и повторно ќе дојде. Христовото доаѓање ќе видиме е сигурно, но како го чекаме? Ајде да видиме како оваа тема апостолот ја представува во целото овој неколку стиха, од 10 до 13. Прво, или основната тема всушност, што не представува авторот е, бидејќи Христос се враќа и носи страшен суд, треба да живееме во светост и праведност, гледајќи со очекување кон вечниот живот. Значи, ако можеме сите овие 4 стиха со една реченица да ги представиме, тоа е таа. Тоа е темата, тоа е главната идеја на текстот. Доминира темата за Господниот ден. И она што можеме како идеја да го извлечеме од 10-тиот стих, првиот наш вечерашен стих за изучување. Иако изгледа како Христос да доцни, се подсетиме малку она што минатиот пат го зборевме, 8 и 9 стих, страшниот суд ќе дојде со кобни последици за сите кои не се покаяле за гревовите. Тоа е темата на 10-тиот стих. Иако, значи, темата е Денот Господов, една многу важна тема во Библијата, многу присутна тема во Библијата. Се среќава и во Стариот и во Новиот Завет, претежно во пророчките текстови на Стариот Завет. Не е пријатна тема. Обично оваа тема е представена во страшен јазик и обично во таа тема доминира уништување на созданието и казна на неправедните. Еден типичен пример како е представена оваа тема е пророкот Исаја, 13 глава, 9 стих. Ели, ете, денот Господов доаѓа лут со гнев и пламната јарост, за да ја претвори земјата во пустина и да ги истреби од неја грешниците неистини. И ова тема или ова представа за Господовиот ден, кој апостол Петар ја поистоветува со Христовото доаѓање, присуства на уште многу други места во Стариот Завет и во Новиот Завет. Кажам, непријатна тема. И бидејќи е непријатна тема, ние одбегнуваме да говориме за таа тема. И затоа ние решивме и од почетокот пристапуваме кон Словото во неговиот интегрален дел. Не скокаме теми, зашто имаме навика, имаме некаква предиспозиција да бараме пријатни теми, теми што не се допаѓаат, теми што годат на суетата, на човечката гордост. Меѓутоа, добрата вест, колку што е добра вест за некој, толку таа е и лоша вест за други. Тоа се двете страни на монетата. И секогаш кога се представува добрата вест, веста за благоста, за милоста, за добрината на Бог, веднаш се балансира вистината со Божиот суд, со Божјата светост и праведност, која бара одмазда за гревот. Еве, видите како апостол Петар тоа го представува во Римјаните, 2 глава, 4 стих. Тој пишува во 4 стих за богатството на Божјата благост, совршеност, трпеливост и долготрпеливост, која треба нас да не доведе до покаяние. Бог е богат во добрина, во милост, во трпение. И неговиот карактер
не привлекува кон него и не тера кон покаяние. Но веднаш, во следниот стих, апостол Петар предупредува и вели: поради твојата тврдокорност и непокаяно срце си собираш гнев за денот на гневот, кога ќе се открие праведниот суд од Бог. Да, ние треба да ја проповедаме добрата вест за Божјата благост, за Божјата добрина, за милоста која нуди спасение. Но вистината е дека Божјиот праведен суд тежи над секој оној кој не го прифаќа спасението што доаѓа од Бог. И тоа е всушност целосната вистина. Бог забранува да кратиме или да додаваме нешто на Словото. Кога ние си избираме текстови кои нам ни се допаѓаат, текстови за просперитет, текстови за добрина, текстови за успех, текстови кои го величат човекот, а не говориме за другата страна, за Божиот суд, за светоста, праведноста, ние кратиме од Божјото Слово. Може би неколку недели поред веќе говориме за судот. Тоа е посланието на апостол Петар. Било неопходно апостолот да го напише ова послание во негово време, кога се појавиле лажни учители кои го одрекувале Христовото доаѓање, и важно и за нас денес. Во времето во кое што живееме, во кое човекот станува центар на се, центар на универзумот, човекот е критериумот за се, убаво да балансираме она како што Словото балансира. Значи, првото нешто што го гледаме уште на самиот почеток е сигурноста на Божиот суд. И ќе дојде денот Господов. Зошто почнува вака апостол Петар? Надоврзува на претходните стихови, каде што одговора на оние кои велат кај е Христовото доаѓање. Се останало исто уште од кога живеа нашите предци. Христос вети дека ќе дојде, него го нема. И апостол Петар објаснува многу јасно 8 и 9 стих на што се должи божемното Христово доцнење. Тој не доцни. Тој е трпелив и не сака никој да загине, но сите да дојдат до покаяние. И говори за релативноста на времето. 2000 години од Христовото вознесение не се ништо во Божјата представа, Божјата перспектива за времето. Бог е надвор од времето. 2000 години не се ни трошка во вечноста. И откако објаснува зошто ни изгледа како Христос навидум да доцни, во 10 стих употребува многу чудна граматичка конструкција. И во древноста, па и денес за нас нормално е подметот да биде пред прирок, т.е. и да започне со именка, или денот Господов ќе дојде. Тоа е во обичаен начин на изразување. Но и нашиот превод е добар, зашто ја одразува конструкцијата на оригиналниот текст, и таму во оригиналниот текст прво е ставен глаголот и ќе дојде денот Господов. И таквата конструкција се употребува за да го потенцира дејството, тоа е сигурноста на Христовото доаѓање. Ќе дојде Христос, вели апостол Петар. Сигурно ќе дојде. Е сега, што значи тоа? Тоа го напишал апостол Петар на читателите, умреле и не дошол Христос. Но овде говори за денот Господов. Може би не сите ќе го дочекаме Христовото доаѓање, но сите ќе го дочекаме денот Господов. А денот Господов е денот на нашето заминување од оваа земја. Средбата со праведниот Бог е мигот кога ќе го напуштиме овој земен живот. Авторот на Евреите вели како што име на луѓето определено да умрат еднаш, а потоа суд. И тука е употребено многу интересно зборче определот. Јас сум го напишал во заграда. Тоа зборче значи да се закаже нешто, да се резервира нешто, да се закаже средба. Всушност авторот вели сите нам, всушност Бог ни закажал средба. Точно време за средба. И никој не може да го поништи тоа време. Значи, има време за се, многу нешта ние можеме да ја одбегнеме,
Но има едно време кој никој не може да го скокне. Времето на умирањето. Сите ние си имаме мој термин. Во здравството има мој термин. Секој си има мој термин кога напушта оваа земја. Тоа е терминот на средбата со Бог. Мој термин може да се откаже. Има рок, ден, два пред терминот може да го откажеш терминот. Овој термин не се откажува. И затоа апостол Петар со таква сигурност вели: денот Господов ќе дојде. Тој не се одбегнува. По смртта нема, како што некои велат, реинкарнација. Пак ќе се воплотиш во некој човечки живот и ќе добиеш шанса да го подобриш животот, или пак чистилиште. Чекаш во некоја чекална и се надеваш дека твоите роднини ќе палат свеки, ќе дават јадење на луѓето, ќе дават пари на иконите, ќе остават пари, и така по известно време Бог ќе те префрли од чекалната во Божјото царство, во рајот. На човек му е одредено да умре и после тоа доаѓа судот. Апостол Петар всушност тоа вели, кажувајќи дека ќе дојде сигурно денот Господов, ги справува читателите пред прашањето колку се подготвени за тој термин, тој состанок. Другото нешто што може да го видиме е дека денот Господов ќе дојде наеднаш или неочекување, или Петар вели како кравец во ноќта. Всушност тој позајмува зборови од проповед на Господ Исус Христос. Тој самиот и употреби таа фраза во една негова проповед во Матеј 24 глава, која говореше за времето на Ное. Вели: Господниот ден ќе дојде како што дојде потопот тогаш ненадејно. Во времето на Ное луѓето јадеа, пиеа, се веселеа, се мажеа, се женеа, тоест ти си ја живеа рутината, животната рутина, и дојде потопот ненадејно. Господовиот ден доаѓа ненадејно, неочекувано. А бидејќи е неочекувано и ненадејно, треба претходна подготовка. Ако знаеш некои работи која ќе дојдат, или ако знаеш гостите која ќе дојдат, ти си темпираш време пред доаѓањето да се спремиш. Господ доаѓа неочекувано. Тоа значи дека секогаш треба да бидеш подготвен. Ние луѓето имаме дел од таа вистина во нашето сознание, живееме во светлината на таа вистина и како луѓе се подготвуваме на некој начин за нашиот термин. Обично луѓето се обезбедуваат гробно место или пак се ги решаваат имотните односи, прават тестамент за да нема конфликти меѓу наследниците, се велат да нема капки меѓу децата, ќе го решиме уште дека сме живи, тој проблем. Овдека она што сака да го каже апостол Петар е дека решавањето на сметката или на односите со Бог е многу поважно од било која друга подготовка. Чистењето, расчистувањето на сметките со Бог е многу поважно од тестаментот, многу поважно од било што друго на земјата. Зошто? Зашто Господниот ден доаѓа ненајдено, неочекувано, во секој момент. Никој не знае што го очекува зад следната кривина на животот. Тоа е неизвестноста. Христовото доаѓање, понатамо од 10 стих што може да видиме, нема да остави никаква можност за бегство на оние кои не се покајали. 10 стих е наменет за оние кои го отфрлаат Христовото доаѓање, кои не веруваат во Христовиот суд. И овдека ќе видиме апостол Петар, иако не е добро представено во нашиот превод, ја вклучува таа идеја. Вели: тогаш небесата со голема бучава ќе ги снема и стихиите ќе пламнат и ќе се разрушат, а земјата и се што е на неа ќе изгори. Идејата е нема да има можност за бегство. Кога се очекуваат некакви непогоди кои можат да се навесат, да се предвидат, луѓето се предупредуваат.
ако има, кога се најавуваат урагани, луѓето се предупредени да се заштитат некаде, да побегнат, да се скријат, па дури имаат доволно време и да земат нешто со нив. Меѓутоа, ако се најави паѓање на метеор кој ќе уништи целата земја, каква и најава, какво и предупредување за заштита да ни се даде, нема каде да се побегне, зашто целата земја ќе е уништена. Дури, вели апостол Петар во текстот, и небесата со голема бучава ќе ги снема. Тоа значи дека не можеш и надвор од земјата да најдеш спас. Значи, апостол Петар ја елиминира било каква можност за спас надвор од Христос. Само оние кои ќе се засолнат во Христос можат да бидат спасени. Само оние кои се надеваат на спасението од Него. Не постои друг начин, не постои техника, не постои место, не постои сила, власт кој може да те заштити. Земјата, вели, и се што е на неа ќе изгори. Сега, кај е тука врската со судот на неправедните? Не е добар преводот. Фразата се што е на неа е превод на едно зборче, кое значи, зборот е ергон, и значи дело на човечките раце. Зборот ергон секогаш значи човечко дело. Човечките дела, сите човечки дела, без разлика дали се резултат на неговиот ум, на некакво творештво, дали е покажено внимание, љубов и така натаму. Се што е човечко, вели ќе изгори, ќе биде уништено. Секое дело на човечките раце ќе биде уништено. Сега, што значи ова? Во многу наликува на оно што го пишува апостол Павле во Коринтијаните, 1 Коринтијани 3 глава. Она што кога зборавме со Викторија минатата недела, збореше за мерит, доктрината за мерит. Апостол Павле пишува во Коринтијаните 3 глава дека делата ќе бидат тестирани преку оган. Оние дела кои што, така се изразва апостол Павле, се на основата на дрво, сено или слама ќе изгорат, а оние дела кои се на основата на злато, сребро и скапоцени камења ќе устојат на огнот и ќе влезат во Божјото царство. Сега што зборува апостол Павле? Значи, суштинската разлика меѓу текстот во 1 Коринтијани 3 глава и овдека е чии дела се испитуваат. Апостол Павле говори за делата на христијаните, на верните луѓе. Или нивните дела ќе бидат испитани. И дека се работи за христијани, знаеме од контекстот. Претходно тој ги укорува христијаните, зашто бидејќи црквата е поделена на табори. Има Павлови, има Кифови, има Аполосови, има калвинисти, арменијани и така натаму. Шегувам. Може би друг бил проблемот. Но се забележува сериозен проблем во црквата. Различните групи почнуваат да се надпреваруваат чии дела се поголеми. И почнуваат нивните дела, тоест нивното служење, се претвара во надпара кој е поголем. Тоа го гледаме во целото послание во Коринтијаните. Кој е поголем од другите? Тоест нивните дела не се веќе за Божја слава, не се заради Божјото царство, мотивот на нивните дела е друг. И тоа води и до раздор во црквата. И апостол Павле им вели, внимавајте со какви мотиви служите, за да не отиде вашиот труд, вашето служење во оган и да влезете и дека се работи на вистина за христијани. Крајот на текстот следучи, во 14 и 15 стих вели, и ако делото на оној што зидал остане, тој ќе прими награда, а оној чие дело ќе изгори, тој ќе биде оштетен, а самиот ќе се спаси, но како низ оган. Значи говори за христијани. А овдека, во Петровото послание, Петар говори за оние кои се подигруваат со Христовото доаѓање, со Христовиот суд. И вели, се ќе биде уништено и сите нивни дела ќе бидат уништени. Значи, ако христијанот има шанса преку правилна мотивација да влезе со достигање во Божјото царство, таа можност е лишена, бидејќи останатите воопшто нема да влезат во Божјото царство. И се значи ли тоа дека делата
на неправедните сами по себе немат никакво значење. Не. Човечките дела на земјата си имат значење. Човечките достигања во било која област се за доброто на човештвото. Тие нема да бидат уништени поради нивната сам затоа што се дела. Бог го дава, ја дава творечката способност на човекот, го дава умот. Бог ја дава музиката, уметноста. Бог ја дава литературата, за да се насладуваме. Но кој е проблемот? Проблемот е кога едно дело ќе стане, кога целта на едно дело ќе се претвори во возвеличување на човечките способности на самиот човек. Како што беше Вавилонската кула, се собраа луѓето и создадаа големо дело, една кула која не била повеќе од 20 на метри висока. И со таа кула тие сметаа дека ќе стигнат до Божјата слава, тоест ќе влезат во Божјото присуство, ќе станат, ќе се издигнат на Божјата височина. Само она дело што е за Божја слава, само она дело кое го прославува Бог, ќе остане. И зошто сите овие дела, вели апостол Петар, ќе изгорат, ќе исчезнат, ќе бидат уништени? Зошто еден човек кој не верува во Бог не твори за Бог, тој твори за величење на своите способности, за собствено величење, за суетата и гордоста на човекот. Вери, ќе изгорат. Затоа и ние, и ова е предупредување за нас да внимаваме со какви мотиви работиме, служиме, живееме, за да не гледаме како нашиот труд гори во огнот. И тоа е првата поента во 10-тиот стих. 12-тиот и 13-тиот стих веќе е наменет за христијаните. Бидејќи Господниот ден сигурно доаѓа, носи суд, носи уништување, ние треба да живееме во светост и праведност. Тоа е темата на 12-тиот и 13-тиот стих. Нема да ги прочитаме, зашто во детали ќе ги разгледаме. Бидејќи Христос доаѓа, треба да живееме свет живот во побожност. И така, бидејќи сето тоа ќе се разруши, каков треба да ви биде вашиот свет живот и побожност ваша? Во нашиот текст реченицата е во прашална форма. Апостол Петар ја пишува како восклик. Знаејќи што ќе се случи, знаејќи дека Христос сигурно доаѓа ненадејно, тогаш каква ли треба да биде вашата светост и побожност? Како изјава, восклик. Вие сами, реторичко е прашањето, каков ли треба да биде вашиот живот? Светост и побожност. Знаејќи каков е залогот, ова се исчезнува, а оние кои ќе се посветат на светост и правност ги очекува на крајот, велиме, пишува ново небо и нова земја. Неколку зборчини овдека се важни во овој текст. Живот. Зборот живот не е вообичајниот, не е зое, не е вообичајниот збор за живот. Тоа е збор кој многу пати го сретнавме во ова послание, еден од умилените зборови термини на апостол Петар. Во првото послание се употреби дури 5 пати и кога говори за живот, сушност, кога го употреба овој збор, тој мисли на поведение. Тој мисли на начин на живење, на стил на живење. Првата употреба многу јасно открива каков треба да биде животот или поведението на христијаните. Однесувајте се достојно меѓу незнабоштите, па тие кога ве напаѓаат како злотворци, штом ќе ги видат вашите добри дела, да го прослават Бога во денот на посетата. Значи, говори за поведение, стил на живење, кој е поинаков од оној на светот. И сега, тука сме на светоста, што синок е, нели, како говореше, внимателно слушав, зошто е поинаков, зошто поведението е поинакво? Кога говори за живот, говори за свет живот или за свето поведение. А светоста е врзана со Бог. Во самото послание апостол Петар вели, по примерот на светиот, кој ве повика
И вие сами бидете свети во сите ваши постапки. Зошто? Бидете свети како што јас сум свет. Светоста значи одделеност, различност, значи да си поинаков. Бог е свет Бог. Зошто е свет Бог? Бог е поинаков од сето создание и пред се тој е поинаков од сите други богови кои се представени во Стариот Завет, богови во кои верувале околните народи. Боговите на околните народи се каприциозни богови. Тие од здодевност може да го уништат светот. Во многу месопотамиски древни култови Бог го создава човекот и нивното обяснување за оној вселенскиот потоп го е на следниот начин представено. Бог го создава човекот, човекот се намножува многу, почнува да работи, гради и боговите не може да спијат спокојно. Го нарушуваат мирот. И боговите праќаат потоп. Боговите се неморални. Боговите ги поттикнуваат луѓето дури кон духовна, сакрална проституција, за да ги задоволат нивните страсти, божествени страсти. Ги тераат луѓето во храмовите да вршат проституција, за да прати Богот дожд или плодност на нивата или меѓу добитокот. Нашиот Бог, Богот кој се представува во Библијата, е поинаков. Тој е свет Бог. Тој е праведен Бог. И во тој поглед е неговата светост. И бидете како мене, ели Бог, поинакви од однесувањето на овој свет. Бидете, самиот збор агиос, хагиос или кадош значи различен, одделен. Бидете одделени во морален поглед од овој свет. И тоа е прво, знаејќи дека доаѓа скоро Господовиот ден, каков ли треба да биде свет вашиот живот. И не само животот, и побожноста. Уште еден многу среќаван збор во посланието на апостол Петар. Побожноста значи да се постави Бог во правилното место во нашиот живот, во нашите мисли, во нашето говорење, во нашето поведение, во нашето делување. Бидејќи знаеме дека тој присуствува во нашиот живот. И се она што е интересно овдека, го привлекува вниманието веднаш, во нашиот текст не можеме да го видиме, зборот свет живот и побожност се во множина. Значи би требало да биде преведено вашите свети животи и побожности. Тоа е буквалниот текст. Зошто се користи множина? Веројатно се сака да се каже дека светиот живот и побожноста не е едно дејство што ќе го направиш. Тоа е начин на живење. Тоа е секојдневно живење, повторување. И Калвин, мора да го спомнеме, дава еден убав текст, сака да каже дека не само дел, множественоста овдека сака да укаже дека сите аспекти на животот, сите области на животот треба да бидат покорени на Бог во светост и побожност. Тоа значи, бидејќи Бог знае се, го наблюдува, е меѓу нас, во нас присутен, ние треба секоја област на животот да ја покориме на Бог. Сознанието дека Господовиот ден доаѓа, сознанието дека Бог е пристан во нашиот живот, треба да го диктира нашиот живот. Се што правиме, секој наше поведение, се да биде диктирано од сознанието за Божјото присуство, од страхопочита кон Бог. И последното нешто што може да го видиме во овој стих 10 до 12 е дека треба да живееме со очекувања за тој ден. Додека го очекувате и посакувате скорото доаѓање на Божиот ден, во кој небесата ќе се разрушат и огновите во оган ќе се стопат. 3 пати од тука натаму, во 12, во 13 и во 14 стих се употребува зборот очекувате. Многу важен збор. Не значи буквално да очекуваме. Зборот значи да гледаш. Основата на зборот е гледање. Например, истиот збор го употребува Лука во делата на апостолите,
во 3 глава, кога еден сакат просјак седеше пред вратата и поменуваа Петар и Јован, апостолите Петар и Јован. Просеше човекот и тогаш Петар му рече: погледни во нас. И таму употребен истиот овој збор, што овдека 3 пати се преведува како очекувајте или очекување. Зборот значи да го насочиш погледот, фокусот на животот, очекувајќи, со очекување, дека ќе добиеш, очекуваш нешто. Кога го повика просјакот да погледне кон нив, со тоа му дадат до знаење дека ќе добие нешто, треба да очекува нешто. И тоа очекуваше пари. И веднаш му кажа апостол Петар: не, пари немаме да ти дадеме, но нешто друго имаме да дадам. Во името на Исус стани и оди. Тоа беше очекувањето со кој требаше да погледне просекот. Значи, со очекување гледајте кон тој настан, кон тој ден. Зошто, за разлика од оние кои го отврлаат учењето за Христовото доагање и судот и затоа ќе бидат уништени, вие кои живеете во светост и побожност, треба со очекување да го гледате тој ден. И продолжува со едно друго зборче кое е контраверзно и во различни преводи различно се преведува и вели нели овдека: и да го посакувате скорото доаѓање на Божиот ден. Да го посакувате скорото доаѓање. Зборчето е спеудо, спидо и така натаму. Познат збор, спидо. Може да се преведе како брзање. Затоа во некои текстови, дури македонски преводи, пишува забрзувајќи го тој ден. И така се дојава впечаток како ние да можеме некако да го забрзаме Христовото доаѓање. Можеме ли навистина да го забрзаме Христовото доаѓање? Но кој е всушност значењето на тој збор? Не е обичен збор за брзање. Значењето на зборот е да очекуваш нешто, зашто нели контекстот очекувајте, гледајте со очекување, посакувајќи да дојде што побрзо. Тоест, копнејте за тој ден. Значи, очекувајќи и копнејќи да дојде тој ден. Да со огнена желба да го чекате Христовото доаѓање, зашто Христовото доаѓање за верните луѓе значи довршување на Божиот план за спасение и избавување. Копнејте за тој ден. Сега, може да се остави простор и за можноста дека ние може некако да го забрзаме или да ја промениме суверената волја на Бог, која не мислам дека и може да се случи. Како и да е. Господ Исус рече: и ќе се проповеда Евангелието до крајот на светот и тогаш ќе се случи Христовото доаѓање. И сега од таа логика, тргнувајќи од тоа, луѓето велат: и ако ние го забрзаме процесот на проповедање меѓу сите народи до крајот на земјата, Христос побрзо ќе дојде. Овој стих нема таква цел да ни покаже таква можност. Целта на овој стих е во нас да созде копнеш за Христовото доаѓање, да гледаме кон тој миг со желба, очекувајќи го она што ќе се случи. А што ќе се случи? Последното нешто што ќе го видиме оваа вечер. Согласно со Божјото ветување го очекуваме нашиот вечен дом, новото небо и новата земја. Но ние, според неговото ветување, очекуваме ново небо и нова земја, на кој ќе се всели правда. Не весели, всели правда. Гледаме дека ова создание, кој живееме сега, и Библијата тоа го признава, ни го кажува. Ова создание е погодено од деструктивните последици на човечкиот грев. И проклетството тежи. И созданието буквално во родилни болки стенка, очекувајќи и свое избавување. Бог ветува восстановување на оваа создание.
воведување на спасениот човек во ново небо и нова земја. И второ нешто од синоќа, што беше така, се согласувам кажано, обично представата која ни се нуди за небото и ја има и во светски некои филмови или мотиви е за луѓе, спасени луѓе кои лежат на облаци и свират на харфа во целата вечност. Или како што нели кажа Гаго синоќе, пеат и цела вечност само пеат. Ова представа малку е издодвена тај. Цела вечност да правиш само една работа. Не создава. Апостол Петар вели за копнеш, силен копнеш. Може ли човек да има силен копнеш, заради тоа што ќе лежи цела вечност во облаци и ќе свири на харфа? Новото небо, новата земја или правдата овдека, вселувањето на правдата е асоциација на владењето на Бог, општењето на Бог, заедништвото со Бог. Лице в лице ќе го гледаме Бог и ќе бидеме во неговото присуство, ќе се насладуваме на општење, на заеднички живот со Бог, ќе му служиме на Бог. И има тука блаженства кои ние не можеме да си ги представиме. Колку и да ги објаснуваме, нашиот збор, нашиот ум е ограничен. Не можеме ни оддалеку да доловиме ни малку од она што не очекува на небото. Блаженства кои, како што овдека апостол Петар вели и се согласува авторот на Откровение, вели: дојди Господи, дојди, поскоро дојди. Е тоа на забрзува, ние сакаме, копнееме Христос да дојде. И на крајот во еден заклучок. Родители, неколку родители од неделното училиште отишле кај оној служител што е во неделното училиште да се пожелат, т.е. да побараат помош, зашто нивните деца не биле уредни во средувањето на собите дома. И побарале совет како да ги мотивираат повеќе да се ги средуваат собите. И служителот или служителката рекла, јас имам идеја како да го направиме тоа. И на следниот час рекол, во текот на деновите, ненајдено ќе ги постам сите ваши соби дома, ќе направам слики и ќе ги ставиме на огласната табла во црква. И ќе видиме кој има најубава соба. И што се случило? Сите соби во периодот што следува биле супер подготвени. Секој дете сакало неговата соба да биде представена на таблата како најубава. Тоа е и поентата на апостол Петар. Не очекува славна иднина на небото, но исто така не очекува суд пред Бог. Вечноста, вечната дестинација зависи од односот кон Бог. Проблемот во црквата до кој што пишува апостол Петар е сериозен. Луѓето почнале да се сомневаат, да го отврлаат не само доаѓањето на Христос, но и самото спасение во Христос. Негирајќи го ветувањето, неисполнувањето на ветувањето за Христовото доаѓање, тие велат, ако тој не си стоеш на зборот дека ќе дојде, а не дојде, се уште не дошол, ние можеме да ставиме сомнение, под сомнение да го поставиме секој негово ветување и целото слово. Христос доаѓа. Неговото доаѓање е ненадејно. И никој не може да побегне од неговиот суд. Но тој во неговата добрина, од долготрпението, нуди спасение и вечна слава во Божјото царство. Да живееме во светост, во светлината на очекувањето на Христовото доаѓање. Неговото доаѓање е сигурно и треба да раѓа во нас копнеш. Копнеш за она што ќе дојде со Христовото